Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, да ви се заблагодарам за денешното присуство. Денеска имам чест да отворам оваа тематска пресконференција на тема здравство и подобрување на условите на здравствените работници. Ке се обратат председателот на владата Христијан Мицкоски, министерот за здравство Арбен Таравари и директорот на Фондот за здравствено осигурување господин Сашо Клековски. Председателя, повелете. Почитувани представници на медиумите, денес е Светскиот ден на здравието и пред да продолжам со главната тема, упатувам искрена благодарност до сите лекари, медицински сестри, техничари, болничари, фармацевти, здравствени работници, луѓето кои без двоумење застануваат на првата линија во заштита на човечките животи. Нивната посветеност, хуманост и стручност се едни од темелите на нашето општество. Здравието е наша заедничка обврска, а владата ќе продолжи да го зајакнува здравствениот систем, да вложува во услови, кадар и достоинство на сите здравствени работници. Драги пријатели, денес на оваа пресконференција со задоволство сакам да ви соопштам една добра вест за јакнење на столбот на здравствената заштита, за јакнење на примарната здравствена заштита во македонското здравство. Донесена е одлука за историско зголемување на капитациониот бод за матичните доктори од општа медицина, гинекологија и стоматологија, почнувајќи од април 2025 година. Зголемувањето на капитацијата на матичните лекари значи повисоки плати и помотивирани лекари. Согласно оваа одлука, вредноста на капитациониот бод за општа медицина и гинекологија ќе се зголеми од 75 на 100 денари, додека за стоматологија од 61 на 75 денари, што представува зголемување од 33, односно 23%. Ова зголемување доаѓа по повеќе годишна стагнација во периодот од 2019-22 година, кога бодот изнесува 63 денари и 48 денари. Ако погледнеме наназад, од 2015 година до сега капитацијата за општа медицина порасна од 50 на 100 денари, удвојување на вредноста за една деценија. За гинекологијата исто така имаме раст од 50 на 100 денари, додека за стоматологијата од 35 на 75 денари, што е зголемување за 114%. Поценетоста на примарната здравствена заштита доведе до намалување на бројот на амбуланти во 2024 година во однос на 2023 година за 34 амбуланти по општа медицина и 24 по стоматологија, а над 100 помалку амбуланти по општа медицина има сега во однос на 2015 година. Посебно намалување има во руралните и помалите места за кои уште во јануари се донесува посебни мерки. Државата издвојува околу 4,5 милиарди за матичните лекари, гинеколози и стоматолози. А за ова зголемување ќе се издвојат околу 550 милиони денари или над 9 милиони евра. Ова зголемување ја покажува нашата посветеност да го подобриме статусот на матичните лекари и да обезбедиме поквалитетна здравствена заштита за сите граѓани. Со новото зголемување, просечниот износ по матичен лекар дополнително ќе се подобри, што значи и поголема мотивација и поддршка за нивната работа. Правиме максимум и се трудиме. Никогаш не е доволно и свесни сме за тоа. Но правиме максимум да ги подобриме и променуваме работите. Секој изминат ден, секој наш чекор, состанок е посветен на тоа да направиме нешто подобро. Оваа одлука е дел од нашата стратегија за унапредување на здравствениот систем, препознавајќи ја клучната улога на матичните лекари во превенцијата и лекувањето. Ви благодарам на довербата и поддршката. Заедно продолжуваме да градиме подобра иднина за сите. Се бориме за решавање на се повеќе напластени проблеми. Со секое решение покажуваме дека не отстапуваме од нашето мото и цел, а тоа е Македонија да биде повторно ваша. Ви благодарам. Благодарам председателя. Го повикувам да ви се обрати министерот за здравство, господин Арбен Таравари. Министер, повелете.
Почитувани представници на медиумите, ја не би сакал да се повторам со премиерот, ќе кажам дека главниот столб на секој здравствен систем е примарната здравствена заштита. И денеска ми е посебна чест да објавам дека тоа што го кажа премиерот, прв пат во историјата на Македонија се покачува бодот, односно капитацијата од 75 на 100 денари, што значи 25%. Минатата недела имавме договор со синдикатите, што беше повторно покачување на платите на целиот медицински персонал, а посебно на медицинските сестри и средномедицинскиот персонал. Исто така не само капитација на примарните доктори и гинеколози, туку имаме покачување на капитацијата и за стоматолозите, кои што играат исто така, матичните стоматолози, битна улога во целиот здравствен систем. Свесни сме дека квалитетот на примарната здравствена заштита е темел на стабилен, ефикасен и хуманитарен здравствен систем. Затоа вложуваме во примарната заштита не само финансиски, туку и порака е дека знаеме, цениме, веруваме во трудот, знаењето на нашите здравствени работници. Ова е само почеток на една посветена политика која ќе продолжи со системски мерки со цел унапредување на здравствените услуги и зголемување на задоволството на пациентите и здравствените работници. И на албански да кажам, тандерувар префаќуеста медијаве. Не сакам да се повторам со премиерот. Посебно задоволство е што ќе дадеме одлична вест за општите лекари, бидејќи столбот е примарното здравство. Претходната недела имавме промоција со синдикат дека да имаше зголемување на платите на лекарите, но и средно лекарскиот персонал. Денеска со задоволство ве информираме дека за прв пат во историјата на Македонија имаме зголемување на капитација за матични лекари од 85 на 100 денари, што е 25%, што никогаш не се случило. Ова не е само за општите лекари, туку и за матичните гинеколози, но и за стоматолозите покачување од 61 на 75 денари. Свесни сме дека со квалитетна примарна здравствена услуга може да имаме ефикасен систем, односно ефикасно здравство. Затоа примарната нега не е финансиска мерка, туку порака дека знаеме, го цениме, веруваме во посветеноста и знаењето на нашите здравствени работници. Ова е само почеток на посветена политика што ќе продолжи со системски мерки со цел подобрување на здравствените услуги и зголемување на задоволството на пациентите, но и на здравствените работници. Ви благодарам. Благодарам и вам, министар. Почитуван директора на Фондот за здравствено осигурување, повелете да се обратите. Благодарам. Почитувани, денеска е денот посветен на нешто што го цениме само најчесто кога ќе го изгубиме, а тоа е здравјето. Денеска сакаме да испратиме порака дека наместо лекување треба да се посветиме сите повеќе на зачување на здравјето, а една од клучните работи за зачување на здравјето е ефективна примарна здравствена заштита. Денешното објава за зголемување на финансирањето на примарната здравствена заштита на матичните доктори по општа медицина, гинекологија, стоматологија е историско, затоа што историско нивното финансирање стагнира. Значи може да направите историски чекор само ако имате историско задоцнување, ние со примарната здравствена заштита сме во таа ситуација. За потсетување, пред 20 и повеќе години е воведен овој начин на финансирање и почетната ниво на капитацијата за општа медицина било 45 денари. Изгледа голем напредок меѓутоа 20 години дистанца. Ово зголемување на финансирањето на примарната здравствена заштита треба да обезбеди две работи. Прво, да се запре падот, надолниот тренд. Второ, да се подготвуваме за подобрување што се неопходни за ефективна примарна здравствена заштита. Веќе беше спомнато,
ние имаме помалку околу 100 ординации, 100 матични доктори во една деценија, генерално во помалите места и руралните места, зашто имавме посебни мерки. Наше очекување дека со ово зголемување на финансирањето ќе се обезбеди реално зголемување на лекарите и медицинските сестри, кои се составен ден на тимовите, за да овие работни места во примарното здравство бидат доволно атрактивни за младите доктори и младите сестри како прво вработување и градење на кариера во здравството. Мораме да го запреме наделниот тренд за да почнеме да говориме за подобрување. Сликата за примарно здравство како административци, како насочувачи и пишувачи на рецепти и упати мора да биде надминато. И има неколку очекувања за подобрување. Првото е дека покрај зголемена контрола на рецептите и боледувањето, односно поефективна издавање на рецепти спрема потребите и на боледување спрема потребите, за прв пат ќе воведиме мерка за оптимизација на упатување на повисоки нивоа на лекување. Колку што може повеќе здравствени предизвици мора да се решат на примерно ниво, а не само да се препаќаат на следните нива. За дообјаснување целите за контрола на рецепти, боледување и упатување на повисоки нива влијат на 10% од годишниот буџет на ординациите. Следните мерки се во подобрување на самата здравствена заштита. Министерството за здравство веќе донесе 5 протоколи за примарното здравство, вклучувајќи за кардиоваскуларни болести и слични болести, кои ќе значат поголемо внимание на матичните доктори кон овие болести. Дополнително за тоа, Фондот за здравствено осигурување воведува нови цели за превенција и рано откривање на малигни заболувања на простата, на дебело црево и на грло на матката, заедно за лекарите и за гинеколозите, кои треба да делуваат во синергија со превентивните програми на Министерството за здравство. За прв пат се воведува превентивна цел за ментално здравје, и тоа посебно насочено кон рано откривање на депресија кај млади луѓе од 18 до 35 години. Исто така за прв пат се воведува превентивна цел за рано откривање на крипторхизам кај деца, заедно со рано откривање на деформитети на бетниот столб и комплетна новина едукација за вакцинација, за да обезбедиме зголемена навременост и целосност на вакциналниот програм. Ова треба да даде поддршка и на другите превентивни цели. Овие превентивни цели учествуваат со 20% во вкупниот годишен буџет на матичните лекари ординации. Оно што очекуваме да ова финансирање создаде основа да се заживее повторно процесот на акредитација на примарните здравствени ординации, акредитација за квалитет. Очекуваме да заедно со Агенцијата за акредитација ги разгледаме повторно стандардите и започне пилотирање на овој процес. Тоа ќе биде процес, бидејќи има над 2000 ординации, ќе биде еден процес каде што сите ординации во еден повеќе годишен период ќе треба да ги исполнат стандардите предвидени од Агенцијата за квалитет. Исто така предвидуваме да направиме и контрола на бројот на осигуреници и прочистување на листите на осигуреници кои се основа за пресметка на капитацијата. Во основа ќе има зголемено финансирање, меѓутоа изголемени очекувања, изголемени контроли, и да нагласам дека реален раст на приходите може да има само со раст на работата и на продуктивноста. Ние сме партнери во подобрување на двете, со цел да ја подобриме примарната здравствена заштита. Ви благодарам.
Благодарам, директоре, со оглед на фактот што сте навистина во голем број присутни новинари, за што ви благодариме. Јас сепак би замолила да задржиме некаков ред на пресконференцијата и да започнеме со прашања кои што би се однесувале прво на темата, се разбира доколку ги имате. Кон кого само ве молам за да... До господинот Клековски, до директорот Клековски. Овака, ние како новинари одиме на терен, еве се бавиме со оваа тема, со примерна здравствена заштита и видливо е дека најголем проблем е возраста на матичните доктори, па моето прашање е какви политики ќе спроведувате да ги привлечете студентите кои се при крај на студиите со медицина да влезат во таа примерна здравствена заштита, бидејќи голем дел од младите лекари сакаат да одат на специализација веднаш. Мислам дека природниот кариерен раст треба да почне од примарното здравство. До сега главна пречка беше отсуството на финансиска награда, условно да кажам. Сега со зголемувањето на реалниот раст околу 20% за овие 5 години, на приходите на ординациите треба да се создадат услови и за лекарите и за медицинските сестри да имат повисоки плати. Тоа е едната страна. Втората страна, што не ја спомнавме, треба да ја погледнеме, бидејќи предстои бран на пензионирање на матични лекари заради сериозната возрастна структура на матичните лекари. Постојат поплаки, тие треба да се адресираат за трансферот на ординациите од постари лекари на помлади лекари. Тука има административни проблеми, се губат концесиите, администрирането на концесиите е доста комплицирано. Мислам дека мора да имаме некој олеснување на бюрократијата за трансфер на ординациите од лекари што се пензионират на млади лекари што се спремни да започнат да работат. И на крај, тука после ми се чини можностите за специализација по семејна медицина. Нас ни предстои во наредниот период да видиме како можеме ова специализација да надоградиме со дополнителни одговорности, за да има суштинска разлика во однос на општите лекари. До министерот или до директорот на Фондот за здравство, колку што слушнав, ќе се зголемат парите за матичните лекари, но што е со обврските? Дел од обврските за оние скрининг програми и превентивни програми, тие веќе им стоја како опција на матичните лекари. Она што е рак рана за нив е фаќање на термин, кој што ги нема доволно за специјалисти, и дали сега ќе се намалат, ќе се зголемат нивните услуги кои што ќе ни ги даваат, за да не мора за секоја услуга да одиме на специјалист. Па на тој начин да ги ослободиме лекарите од секундарно и терцијарно ниво. Министерот или директорот кој сака може да одговори. Добро, целта на покачувањето беше и тоа. Повеќе да се сконцентрираме на превентивните програми, меѓутоа да им даваме и други можности кои што можат да работат одредени општи доктори, кои што се едуцирани за одредени методи кои што се користат во здравството. Целта е секојаш во секој здравствен систем примарното здравство да биде базата, таму кај што одат највише пациенти. И сега, ако имаме дел од здравствен систем кој што функционира добро, тоа е примарното здравство. И тука нема дилеми. Целта ни е повторно да ги мотивираме со покачувањето на капитацијата, да работат повеќе на скрининг програмите, на превентивата, на мотивирање за вакцинации, меѓутоа да им дадеме можност и евентуално одредени методи кои што се работи сега во секундарна, а истовремено можат да работат и во примарна здравствена заштита. Тоа е целта на покачувањето на капитацијата. Кои методи, министре, станува збор? Ехо на срце или во одредени матични доктори кои што можат да направат или ехо на каротиди или одредени други испитувања за кои што се едуцирани, имаат такви лиценци, за кои што нема потреба да одат кај специјалист, кои што може примарно тие да ги направат, доколку има проблем, после би ги упатиле кај специјалисти во секундарно или терцијарно здравство.
Доколку немате повеќе прашања на темата, јас би замолила да ги почнеме со председателот на владата, прашањата кои што ги имате кон него, да даде одговор. Председателя, повелете. Премиера Мицкоски, дали пред локалните избори се планира реконструкција на владата? Не. Добро, какви се односите со коалицијата Вреди? Со... Коалицијски одлични. Ви благодарам. Премиере, јас сакам да ве прашам за цените што ги воведе САД кон Македонија, 33% царина, зашто Македонија се соочува со овакво висок износ на царини, еве кога соседна Албанија и Косово имаат само 10% царина, дали направивте еве анализа и имате ли проценка како овие високи царини ќе влијаат врз домашната економија? Ние работиме со нашите партнери, Соединените Американски држави, и очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка или погрешна информација. Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединените Американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците, во контакт сме и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на председателот Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио, така што во периодот очекувам да се излезе од оваа состојба. Вашево објаснување многу наликува на она што и председателот на Србија Вучич исто го најавува, значи околу равенката и како е дојдено до тие, како дефицитот всушност се смета, го пресметуваат тамо во Америка како некаков дисбаланс во однос на царините. Дали мислите дека еве на балканско ниво ќе се постигне некаква солуција околу тоа прашање и кои индустрии од тука од земјава ќе бидат најмногу погодени? Дали тоа се тутунопроизводителите, текстилот, значи кои извозни продукти ќе бидат најмногу погодени од тука во однос на најавените царини кои што треба да стапат на сила на 9, тоа е задутре? Да, благодарам на прашањето. Јас не ги следам изјавите на председателот на Србија, господин Вучич, но јас тоа што можев да го кажам е поврзано со тоа што е наш интерес, македонски интерес и во таа насока ја ги водам политиките и во таа насока очекуваат граѓаните да ги водиме политиките, да ги штитиме нашите македонски интереси. А што се однесува до кој дел од економијата ќе биде погоден, можам да ви кажам дека секундарните ефекти можеби ќе бидат поголеми, односно доколку, да речеме, земјите од Европската унија не успеат да го надминат сето ова со Соединените Американски држави. Тогаш ефектите би биле многу поголеми отколку сега примарните ефекти кои што ние ги имаме директно на билатерално ниво со Соединените Американски држави. Дали се размислува заеднички настап со другите балкански држави? Не само До овој момент нема такво. До овој момент таква идеја нема. Господине премиер, ја би ве замолил за коментар околу реизборот на Филипче за председател на СДСМ. Вашата партија излезе со коментар, но би сакал од вас, од една страна, тој рече дека владата не направила ништо за овие 10 месеци, тоа му е прва изјава, нели, по реизборот. Од друга страна, ни вие не бевте нешто премногу задоволен од онаа средба која имавте двајцата околу подобрување на системот. Ваш коментар во му? Добре, мајки предвид дека ова владина говорница, јас би ја искористил оваа прилика да му го честитам реизборот на господинот Филипче и да му посакам успешна работа како председател на СДСМ. Ја имам две прашања. Првото ми е во однос на економијата, односно дали пристигнаа оние добри вести од САД што ги најавивте за македонската економија во однос на царините од 33%? Не, се уште. И второто во насока на средбата која што имавте со председателот на СДСМ, очекувате ли конструктивност од него во определбата за реформи и
напредок, односно на реформска агенда преку работните групи и кога може јавноста да очекува да бидат повлечени првите чекори во насока на тоа што го договоривте? Па ги чекаме мињата да ги достават од страна на СДСМ во тие два сектора, реформи во делот на владењето на правото и делот на енергетиката. Тоа беа двете теми за кои што беше од страна на Венко Филипче изразена желба да учествуваат со своји представници во изготвувањето на реформските закони, бидејќи тие во суштина се дели од реформската агенда. Кога ќе ги добија, можеби тоа прашање ќе треба кон нив да го упатите, инаку логично е дека сите, не само тој побара средба со мене, кој ќе побараат и другите политички партии од опозицијата, би разговарали со нив во иста насока. Реформската агенда е заеднички проект, тој заеднички се гласаше, така што очекувам конструктивност од сите политички чинители во парламентот. Премиера, вие вчера споменавте, но може ли да ни кажете по-конкретно што разговаравте со лидерот на СДСМ во делот на случаите со модуларната болница Бесатранс и Ласкарци? Видете, потребно е, кога веќе зборуваме за објективна истрага и одговорност, тогаш ќе треба за сите оние случаи кои што во минатото беа на брзина завршени, или, да се изразам народски, заташкани, да ги разгледаме од повторно, да видиме дали и како е стигнато до таа правда за која што до сега, барем во дел од случаевите, се произнел само примарниот, односно основниот суд, односно во прв степен се завршени, се уште во втор степен не се завршени. Така што, ако вистински сакаме ресет, тогаш ќе треба тој ресет да го направиме на сите нивоа и да ја видиме одговорноста и во тие случаи, и во случајот Ласкарци, и во случајот Бесатранс, и во случајот модуларна болница, да видиме дали и како е постапувано, како е направен тендерот, зошто е така направен, и така натаму, зошто не се исполнети, кој е тој кој што бил надзор, зошто го пуштиле во употреба, зошто не бил пуштен во употреба и немал употребна дозвола тој објект. Има многу прашања кои што треба да бидат одговорени, ако навистина сакаме отчетност, затоа што тие случаи кога се случија, завршија со нула приведени, додека случајот во Кочани до сега има 34 и огромен дел на поранешни сегашни официјални лица се повикани од страна на обвинителството преку МВР на информативен разговор. Да се надоврзам само на прашањето и на вашиот одговор. На колку би можело да има надеж во јавноста дека би можело да има транспарентно истражување од судските органи за овие случаи што праша колешката и што одговоривте вие, кога знаеме дека колку е довербата во актуелните судски органи и во правните органи? Имаше идеја и иницијатива во рамките на парламентот да има анкетна комисија за случајот Кочани. Ние предложивме и нашата пратеничка група предложи и стои на тоа да се прошири за овие други три случаи, така што може таму да има јавна дебата, да се разговара, да се отворат сите аргументи и сето тоа кое што представува сомнеш да биде таму презентирано. Ќе се навратам јас на царините, ако може да објасните што точно во моментов се преговара со САД и кога очекувате повратен одговор од таму? Процесот е сензитивен и затоа не би откривал ништо во јавноста додека не се заврши договорот, затоа што пристапот е таков, додека све не се заврши, немаме ништо. Кога се ќе се заврши, тогаш ќе излеземе во јавноста со детална информација. Премиере, дали може да заклучиме дека од вас како прв човек на владата постои политичка подготвеност, политичка волја да се даде поддршка да се расчисти со овие три случаи Дурмотурс, Бесатранс и модуларната болница? Со сите. Видете, нема простор повеќе за импровизација. Мора со сите да се расчисти и јавноста тоа све да го наблюдува, да биде еден вид оверсайт да прави на сето тоа, мониторинг на сето тоа да се прави од страна на јавноста. Инаку нема да имаме напредок, ќе ни се повторуваат овие работи. Јас ќе се навратам и на актуелниот случај со пожарот во дискотеката Пулс, каде што загинаа 59 лица, односно 60, веќе и повеќе од 200 се повредени, некои од нив и потешко, сите тие со трајни последици. Сакам да ве прашам, дали постои спремност кај вас вистинска, а не само декларативна, да се
води истрагата без било какви влијанија во смисла во наредниот период меѓу тие што се осомничени евентуално да видиме и актуелни функционери кои се дел од вашата политичка структура. Исто така, постои ли простор некои од одговорните високи функционери еве во полицијата и во некои други институции кои се директори да поднесат оставки од морални причини? Истрагата, благодарам на прашањето, истрагата ја води јавното обвинителство, не ја води владата, така што можеби тоа прашање ќе треба да го упатите до јавното обвинителство. Ако цените дека треба јас да поднесам оставка од морални причини, нема проблем тоа да го сторам. Тогаш другите ќе упатите прашањата кон тие кои што цените дека треба. Доколку немате повеќе прашања, јас би ви се заблагодарила за присуството. Ви благодарам. И на македонски и на албански беше пуштено до сите медиуми. Па ја апсолутно се согласувам со премиерот. Ако почнеме со ова, ја мислам дека сите овие се 4 трагични случаи за 5 години. Ако сакаме да не ни се повтори, треба да ги решиме, па тогаш ќе има ред и поредок и нема да се случуваат, нема да се повторуваат. Над 100 жртви за 5 години од вакви немили настани, од грешки од можеби луѓе. Ние сме мала држава, некогаш правиме грешки од познат, од пријател, некогаш од мала корупција, некогаш од поголема корупција. Јас го охрабрувам премиерот до крај да оди, да ги решиме барем овие 4 последни случаи што се случија последните 5 години. Ако може да се надоврзам со вчерашната резолуција на Алијанса, во образложение се вели констатирајќи ги сериозни неуспеси на институциите за гарантирање стандарди за лиценцирање за какви пропусти се работи. Имаше пропусти, затоа се случи овие 4 трагични настани во Македонија. Неуспеси на институциите, затоа ја охрабруваме владата, чиј дел сме и ние, да ги реши овие случаи или да излиза пред органите на редот на правда тие кои потврдија или погрешија. Имаше изјава дека најголемата трагедија Министерството за здравство добро менаџира. Зошто најголемиот број на пациенти е испратен во странство? Имајќи предвид фактот дека не е прва трагедија, имаше и модуларна болница во Тетово. Реков, се обидовме и дадовме нашиот максимум како Министерство за здравство. Не како, бидејќи тимот од 30-40 луѓе заедно со МНР се трудевме да го дадеме нашиот максимум. Ако ние ви одлучиле сите пациенти да ги држиме тука, 190 пациенти, изгорени, 193. И во Турција, Германија, каде има 70-80 милиони, ќе им биде проблем да ги менаџират. И ако имаат многу големи капацитети, јас со неголемата гордост велам дека сум задоволен што до денеска од 193 имаме само еден случај кој почина. Не би бил горд ако понудата што ни ја дадува соседите и пријателите на Македонија да ни помогнат во овој случај. Не верам дека имам 20-30 жртви, како што се случи во Букуреш пред 10 години. 27 загина во дискотека и после во болници други почина. Ние гордо велиме дека успеавме. Бројот на почини да биде еден. Има простор за критика. Зашто не ги држевте тука? За мене важен е крајниот резултат. Со најголемата гордост велам да имаме што помалку жртви. Допред 2 дена немаше ич. Имаме еден, се надевам што помалку да имаме. Тука се критиките. Критикувајте, повелете, но со најголемата одговорност совеста ми е чиста, заедно со нашиот тим, со поддршка од владата, го направивме нашиот максимум. Овие пациенти да не плаќа ниту еден денар, блиските да патуваат без пари и да се вратат без пари, да
сместување без пари, секој се мисли да има финансиска помош, се додека пациентот ќе стои надвор. Отворени сме за критики, поведете, кажете што сакате, но за мене бројот е еден. Си дека партиите од Влен ви нудат 35% за советничките листи, како и 5 градоначалници. Јас кажав во еден часот ќе бидам во Македонско лекарско друштво за денот на здравието. Накратко верувам дека ги Таму сум отворен, видете, ќе дефокусираме се историски настан, покачување на капитација 25%, што не се случило никогаш, да не се дефокусираме. За 2 часа нека се пушти оваа вест, се гледаме во МЛД, повелите, ќе ви одговорам на политички прашања. Ви благодарам, се надевам на разбирање. Ви благодарам.